Meteorološki bilten. Во поголем дел на европскиот континент, под влијание на низок воздушен притисок, времето беше ладно со магла во котлините. Само во Велика Британија и во југоисточните делови на Европа беше облачно наместа со слаби врнежи од дожд. Во поголем дел на нашава земја беше ведро. За денеска ќе се задржи значително облачно наместа со слаби врнежи од дожд. Температурата ќе се движи од 15 до 20 степени. Во Скопје околината значително облачно со температура до 18 степени. Кај нас постојат дешифранти, постојат телеграфисти. Телеграфистите, мислам, во тоа време, да не кажеме денеска, ако денеска имаме телепринтери и уште многу посавремени уреди, него во онаа време, од 15-те години, постојале радиотелеграфисти кои ги прибирале податоците, од Македонија, од Белград и така натаму. Потоа постојат дешифранти кои ги внесуваат податоците на карта на Југославија, на Европа. И после одмак синоптичарите вршат анализа на основа на сите оние податоци, вршат анализа и од таа анализа ја оформуваат дневната прогноза. После оди таа прогноза, обично користиме така наречена консултација од збири луѓе, стручњаци, кои ја прегледуваат и на крај се усогласуваат и таа прогноза како таква оди во печатот. Молчете да слушнеме какво ќе биде времето утре. Ова е тоа толку познато предупредување кога во некој дом или во која и да е просторија се наоѓаат повеќе луѓе и разговараат, а радиото или телевизорот се вклучени. Тоа е информацијата која средствата за информирање секој ден ја добиваат од службата која без престан со широко отворени очи ги следи облаците во воздухот, на доаѓањето или намалувањето на водите што се наоѓаат на површината на земјата или под неа, на која страна дуваат ветровите, со каква брзина се движат и така натаму. Потоа, се во ова, таа служба на свој начин, со својата специфична азбука, го забележува и за сите нас формира една информација која ние ја слушаме како прогноза за времето, предупредување дека водостојот на реката е зголемен или пак дека во некој дел на светот температурата на воздухот се искачила до 50 степени над нулата во сенка. Се разбира, станува збор за Хидрометеоролошкиот завод на Македонија. Луѓето што работат во него годинава навршуваат 30 години откако почнале вака да работат. Од 1 август наваму веќе ја започнаа и 31-та. Како почнал да работи Хидрометеоролошкиот завод? Како се развивал од тогаш наваму? Што се опфаќа во својата работа? Јас во тоа време бев поставен и за прв работник во управата, каде имав задолжение во првите 2 месеца како сам единствен работник да ја приберам целокупната документација, публикации кои постоева од порано и ја обединам мрежата, односно во тоа време постоева само водомерни и дождомерни станици, така да тоа беа мал број, околу 48 водомерни, 54 дождомерни и сето тоа представува една мрежа на мерните пунктови во Македонија. Со прво формирање бараше еден доста голем ангажирање, затоа што мрежата, така речи си, беше во тоа време уништена. Ние моравме да вршиме обнова и проширување. Моравме да изработиме единствен план на основната мрежа на Југославија, со која да ги обухватиме сите потреби на нашето стопанство во Македонија тука. Во септември 1947 година имаше еден прв колегиум састанок во Белград, на кој присуствував и јас како представник на Македонија, на кој се посебно расправаше за организацијата на службата, кадровото прашање на службата и значи префрлување на овие синоптичките станици од армијата на управата за хидрометеоролошка служба. Ова се оствари негде таму во децембар 1947 година. Сите значи синоптички станици, а тие се почев од Лазарово поле, Охрид, Битола, Прилеп, Демир Капија, Берово, Штип, Крива Паланка и Скопје, се предадува на управување на управата за хидрометеоролошка служба. Синоптичката служба
започна тек да работи 49 година, односно од кога ние од собранието каде бевме, односно председателство на владата каде бевме сместени во едно 3 соби, се преселивме во просториите кај домот на пратениците овамо на улица Коле Неделковски, тога ги правеа административни згради и се сместивме во едно 16 простории. Млин Балкан, така наречен, Млин Балкан, старо место, тоа е во тој. Па скоро поголемото работење во овие вака, така да речам, нехигиенски недоволни простории работевме све до 75 година. Во октомври 47 дојдова првите кадрови, бидејќи во Кралево се формира курс еден 6-месечен и ние ги добивме првите 5 курсиста, оние така наречени тогај надзорници со тој курс од хидролошка струка и добивме 7 од метролошка струка. Ние почнавме со нив. Бидејќи управата, на чело на управата стоеше началник, на 12 октомври е и назначен началник на управата Саид Мустафа. Тој е првиот началник на управата за хидрометеоролошка служба на Народна република Македонија. Потоа ние добивавме помош кадрови од Белград, посебно за метеоролошката струка, така да ни испратива еден метеоролог од Белград да ја формира метеоролошката служба и повремено идева и други кадрови, а во 49 година ги добивме првите кадрови од средната хидрометеоролошка школа. Тоа е двогодишна која тога ги изфрлива, значи добивме 5 од хидролошкиот смер, еден метеоролошкиот смер, а во 50 година пак добивме други уште 6 метеоролошки техничари. Така да со овој кадар ние можевме до некаде да ја вршиме функцијата во тоа време. Потоа добивме ние и првите метеоролози, така да не беше проблем околу проширување и на дејноста и повеќе на научна база, така да негдека таму 60-та година веќе се измени процесот на работењето. Ние почнеме да даваме тродневни, и седмодневни, па сега и месечни, така ориентациони прогнози. Така почнува и продолжува растењето на оваа организација. Прогнозите на времето, на водостојот на реките, движењето на нивните температури, движењата на подземните води. Што се бара интересот кон овие работи? Постоева, значи, во службата 3 одделења. Хидролошко, метеоролошко-климатолошко и синоптичко одделење, да не се обрајам и ова општата правна служба и финансовото работење. Хидролошкото одделење се бавеше со испитување на површинските и подземните води. Во метеоролошкото одделење, они така нарочито викаат, они ше вршат наблюдувања во врска за изработка на климатолошки студии, мерење на температура, влажност, притисок на воздухот, врнежите, испарувањето и така натаму. Потоа покасно се формира и агрометеоролошка служба во склопот на тоа одделење, така да се обавува агрометеоролошки наблюдувања, фенолошки наблюдувања, со кои службата постепено се добиваше своји проширување од тој однос. Меѓутоа, синоптиката и ден денеска си е таа посебна служба, таа се бави само со прогнозирање на времето. Ние во тоа време, да ви кажам, јас едно беше за нас, за изградбата и за нарочито за електрификацијата на нашата земја. Во тоа време ние имавме еден многу важен задаток
да го нашето стопанство обезбедиме со подлоги. Затоа што јас се сеќам, тоа е нарочито, ние приступивме, имаме задаток да изработиме хидрошки катастри скоро за сите реки во Македонија. И почнавме прво со Црна река, која беше најактуелна во тоа време, ради проектирањето на браните Тиквеш, Чебрен, макар и таму и други. Така да ние изработивме еден врло солиден, јако немавне, можам да кажам, собствени кадрови инженери, со помош на Сојузниот завод. Ние изработивме една многу убава солидна студија, значи хидрошки катастар на Црна река, за период 1924-25 до 1954-55. Еден добар период, заедно со целокупната метролошка и хидрошка студија таа беше, кој многу послужи на нашето стопанство за понатамошно работење. Потоа изникнава катастарот на река Вардар за истиот период, па катастарот на река Брегалница, па Чиња, Бабуна и Тополка, Треска и така натаму. Така да ние иако со скучни со кадрови, со помошта на други, ние успеавме да направиме една солидна документација која сега постои и јас сметам на која основа почиваат сите објекти кои се градени во Македонија. Ние бевме клучени и како штаб за одбрана од елементарни непогоди. Секој сме биле, значи, увек први, сме вршиле предупредувања. Јас сум еден и од првите членови на Републичкиот штаб за одбрана од поплави за цивилна заштита. Ние преку информации, преку печатот и радиото сме афирмирали ова наша служба. Јас сметам дека во на време колку сме могле сме доста допринеле во тој однос. Можам да ви кажам да веројатно во тоа време ние бевме негдека 55 околу 70 луѓе во заводот. Значи, а ја можам уште да ви кажам да 55 година ми уште немавме хидротехнички инженери. Да. И мада и метролози дипломирани. Првиот метролог тоа е сегашниот директор наш Ангел Лазаревски. Он негде дојде во 56-та година. 56-та година. Така речи си да и после него има една жена, така да и сега имаме еден млад, да во поглед на метролози, да и уши и денеска тој кадар ни е дефицитарен. Меѓутоа, во хидрологијата пак, покасно кај нас, да успеале да денеска имаме 8 инженера, знаете, во хидрологијата. Синоптиката е исто така, има таму се повеќе физичари се. Сега за кадровото прашање и поглед обимот на работата, поглед на изработка на елаборати и студии за потребите на интересентите, се е во еден таков обим, да ми е чак што више многу пати уште осеќам и ден денеска потреба на проширувањето на службата. Меѓутоа во тоа време, она што сме имале, јас ви реков, со помошта на Сојузниот хидрошки завод, ние сме ги работите вршеле у потпуност. Не е само тоа, него ние сме имали посебни мерења на протоците на водите, со посебни екипи, чамци и така натаму, посебни инструменти, хидрометски крила, кои податоците се треба да ги прибават од теренот. Тоа има мали води, средни води, големи води. Големите води се мерат многу потешко, затоа што е чак што више и ризично е. За да направиш една студија елаборат без протоци, тоа е немоguće. Не може е тоа. Така да и ден денеска, наравно, елементите за наблюдување се прошируваат, онда се механизираат. Ја можам да кажам, ние почнавме прво со визуелни осматрања на водомерна станица Летва. Ние сега имаме 60 автоматски инструмента, лимниграфи, така наречени, кои деноношно ги регистрираат водостаите. Тоа, значи, тука не постои бојазност за некоја
за нешто грешка и Ние сега имаме поставени така уште помодерни инструменти кои и работат на пневматски, тоа е на притисак, кој значи нема застој апсолутно, тоа се имаме тако по Скопје на Вардар и имаме плюс овие автомати кои и ги директно добиваме податоците по телефон на основно морзе. Таквија имаме во Скопје и во Македонски Брод. Нарочито ние моравме да одиме на ова проширување и механизирање во врска со прогнозирање на водите и предупредување за евентуални опасности од поплави и други елементарни непогоди. Исти случај е и со метеорологијата и со метеоролошката мрежа. Сите податоци овие кои ние ги наблюдуваме и мериме на теренот, тие месечно се испраќаат во Скопје во заводот дека се обработуваат и потоа архивираат за понатамошни обработки и на основа нив прават и студии. Секој ден, рецимо, секој 3 сата ги добиеме податоците од климата, од синоптичките станици, оние главни сега, на основа кој се врши прогноза на временската ситуација. Иначе имаме и друга мрежа, имаме мрежа која служи само за одбрана од елементарни непогоди, тие се избрани станици, карактеристични во Македонија, тоа се најдеха 32 водомерни или дождомерни има и така натаму, на основу кои добиваме секој ден податоци по телефон или по радиопат. Денеска е врската наша на Републичниот хидролошки завод е таква, да сметам да е една најсовремена скоро и од сите од други републички заводи. Прогноза е прогноза и многу пати ќе погрешиме. Меѓутоа, точноста нивна е 80%. А сме имале случај да во свое време сме имале и доста лоши податоци. Мада сме биле може и критикувани многу пати, тоа мора да го признаеме, знаеш. Меѓутоа, ние со таа критика сме се учили. На таа критика сигурно почиваат неброено многу успеси, не само за хидрометеоролошкиот завод. Таквите текови и тешкотии раѓаат и други потреби, неопходни. Како понатаму, до оваа 30-та година. В последно време, у зградана, кај што работев на Кемлин Балкан, беше више неможно да се издржи и да се работи. Тоа у 16 простори да соберете 90 души, тоа е неможно. И просто се радуев кога бирав на локација и кога ги прибирав документите дека стварно еден ден ќе има заводот, ќе има една своја зграда каде ќе може својата дејност да ја постави и на научна база. Ние ова зграда, да не кажем за градбата, се уселивме најдека во октомбар 75 година. Овде формиравме една јако солидна лабораторија. Тоа е која е по систематизација оделење зацртано оделење за заштита на човекот околина, средина. Потоа сите оделења си го најдува своето место. Секој оделење си доби по еден тракт. Значи се создаде една поволна можност за сите работници, почев од најмалиот па до најголемиот, за ипак една поширока обработка на податоци, поширока работа и соработка меѓусобна. Така да сега јас по моје како ова, кој сака да работи во една ваква институција, жалам што сум јас веќе 60 години завлегол, што не сум од помладите генерации, знаете. Така да има услови за секој за работа и за уопште потпун развој на хидромска служба во Македонија. Носталгијата за она што поминало кај човекот е присутна речиси без престан. Можеби затоа од неа со уште поголема силина навира желбата за понатаму. Тоа е младоста, а таа е тука да ги претрча и следните 30 години.